Турскиот цар и ослепениот крал. Чита Александар Станојков. Во Стамбул, турскиот цар си правил некојаш една џамија. Токму со мајсторите колку што работел и сам царот. Навргу земал царот мотиката да прави твар и лопата да му подаат твар на мајсторите. Во тоа време му текнало на еден крал за да прави кавга со царот и му пуштил еден елчија со едно писмо до царот за да му каже оти сакал кавга да правите. Царот му пратил друго писмо по елчијата и го молел кралот да почека дури да ја допре џамијата, да после, ако сака, кавга ќе прават. Арно ама, кралот пак назад второ писмо му пратил на царот и му пишувал без друго да се сготвит за кавгот и ако не, насила ќе му навлезел во јулкето негово. А колку за џамијата што ја правил, не му било гајлеот и не ќе ја направил. Од која беше го отпел царот писмото, многу мака му паднало. Да му изваам обете очи, му рекол на лутина царот на елчијата. Кога рекол, да му изваам обете очи, и со рака мавнал као која да стоеше пред него кралот и со двата прста као која да му и пикна во очи на кралот. Бидејќи двата прста од царот му биле само од вар, чунки тој тогај вар правил со мајсторите, и од варта од прстите летнале две грудчиња, та право во очи на крало беше му влегле и веднаш беше ослепел кралот со обете очи. Бре, Исав скадрен што бил, му рекол на елчијата. Неќи да почека дори да допрам џамијата, да после да правиме кавга, џамијата да му вати очите алврсан, а и лели да чекат, нека се чини тазар да правиме кавга, а и оди кажу му нека се чини тазар. Јавнал коња елчијата и му го однесол писмото од царот. Кога што да видите елчијата? Обете очи со вар затнати, ослепен кралот. Му го дал писмото елчијата и му кажал како рекол и што рекол царот за кралот. Честити крале, му рекол елчијата. Кога му го дадов писмото на царот, го најдов кај една џамија што ја праеше и тој со мајсторите работеше, вар праеше. Ти ќе се налути и со двата прста стори како да беше пред него ти и ти пикна в очи. Леле, јас сиромав што грев сторив, рекол кралот, што му преступив зборот на царот. Тој не бил цар, ами пеамбер бил што дојде од толку конаци варта од прстите негови и ми влезе во очите и ослепев. Од која се уверил кралот, оти царот бил светец, не знам колку азна пари прати за да се арџи, да се прави џамијата и голема молба му сторија во писмото од кралот до царо да го простат што му сгрешил. Однесол елчијата азното и писмото кај царот. Едно видел царот азната, го простил кралот и веднаш му оздравеле очите на кралот како лушпи ореови му паднале од очите.